Почитувани, добро ни дојдовте во емисијата Разговор со магистер Киро Бојаджиски. Во оваа емисија ќе посветиме поголемо внимание на жените и оние женски болести. Ќе зборуваме за досадната кандида, ќе зборуваме за Ешерихија коли, ќе зборуваме за хеликобактери и ќе зборуваме за бело прање кај жените. Добар ден, добро ни дојдовте повторно во емисијата. Добар ден, добро ве најдов. Темата е малку шкаклива, ама што да правиме? Некако дамите сакаат и молат вие да пренесете нешто од ово што денеска ќе го направиме, за да може да заштитат од тие досадни и опасни заболувања за кои, ете, унапред да кажам, антибиотиците никако не помагаат. Така, обично се лекуваат со антибиотици, така препорачуваат лекарите. Но ние имаме природни билки кои можат да помогнат при ваква ситуација. Ќе проговориме повеќе за тоа подоцна во емисијата. Сега да кажеме за кои болести ќе зборуваме и какви болести се истите. Кажав јас, досадната кандида е многу честа кај жените. Што предизвикува, кои симптоми ги предизвикува и како може да се излекува? Одма да кажам, бактериите се станале и гливиците отпорни на антибиотиците и секое одење е џабе фрлање на пари за лекување на полните болести, овие за кои сега зборуваме, со антибиотици. Нигде веќе во светот не се борат против болестите, да кажеме не само женски, тие се колку женски, толку и машки болести. Да. Во светот е науката толку напред отишла да е најдено спасоносно решение само преку лековитите билки кои што во себе имат природни антибиотици кои у науката се викат фитонциди, по фитос сончеви. Да. Цид е енергија, значи сончевата енергија е енергија која е спас за здравието на луѓето, поврзано со животот, поврзано со плодноста и наследството и гените. Така. Симптоми има многу кои ги предизвикуваат овие болести. Да кажеме како жената може да препознае дека има кандида или можеби друга болест женска и како може да излекува. Да кажам дека кога зборуваме за полните болести нема исклучиво женски болести и нема исклучиво жени заразени. Тука ако еден у фамилијата има несреќа да биде заразен од некоја од овие гливици или бактерии, не им бега цела фамилија да бидат заразени. И не е само приказката дека заразата може да настане исклучиво преку секс. Нема врска. Може и крпите со кои се бршат у една фамилија да допринесат да се заразе цела фамилија и машки и женски. Може да се заразат од нечисти нивни простории како што се купатилата, клозетите. Потоа местата дека многу луѓе се собират како што се дискобаровите, кафаните, болниците, автобуските и железничките станици, автобусите и возовите. Доволно е некој да пројде дека некој се или дека вршил нужда некој заразен, некој кој ќе иде по него не му бега заразата. Тоа значи дека се лесно преносливи и лесно заразливи. Ептен лесно преносливи, што е многу важно, они се веќе космополитски. Не се само болести, да кажеме, како што некој има, како сега, ќе има шуга у тај реон, на друго место нема, они секаде може да се размножат за тоа што бактериите и гливиците кои ги предизвикуваат полните болести се едноставно космички и способни да се развиват за многу кратко време, многу брзо, но и да, ако има напад против нив, било каков, термички напад, хемиски и лековите, па и ово што, за кое ќе зборуваме, они успеат да преживат. Така да кажеме дека тие се многу опасни заразни болести кои што се многу тешко лекуваат, а многу брзо се добиват. Едноставно, ако се десе да има зараза у едно училиште каде што има многу деца, повозрастни или помали, може да се десе целото училиште да биде запатено или да биде запатен некоја фабрика или некој друг објект у кој има и мажи и жени, но хигиената не е на соодветно ниво и тука тај дел, таа фабрика, таа установа, па чак и болница стане расадник за размножување на
полните болести. Тоа е во однос на заразата, но од што може да се добие таквата болест? Кој е причинител? Причинители има повеќе. Бактерии, гливици и мешано, но и вируси. За несреќа, да кажеме дека некои од полните болести за кои сега нешто знаеме, за кои сега се вршат и други испитувања, се, да кажеме, причините може да бидат стафилококи, салмонела, тоа се бактерии, ешерихија коли, бактериус аурус, исто така, таа е златната бактерија и така натаму, сончева бактерија и така натаму. Но има и гливици, као што се кандидите, или кучешки, да кажеме, заболувања, па така погрешно е кажено, кандија куче, дека наводно кучињата ги пренасат заразите. Може и они да бидат кучињата заразени, и мачките, но кај луѓето заразата на полните органи е многу брза, а и многу тешко се лекува за тоа што најчесто се наоѓа нели на такви места кои што се недостапни, а за нивни услови за живот, за бактериите и гливиците се изморени. Едноставно, полниот орган на жената или на мажот е место каде што они можат да живеат како во инкубатор. Се имат храна, имат влага, имат воздух, имат се што им треба за размножување, за нивни опстанок. Едноставно они кога се пренамножат некаде, да кажам вулгарно, живи го јадат оној кој е заразен. Што е многу лошо. Отпадокот од нивното живење, од нивното работење, од нивното на некој начин физиолошко делување сами за себе, отпадоците се неверојатно опасни за организмот, но и многу непријатни со мирисот. Така да оние кои имат несреќа да бидат заразени со било кој од овие бактерии или гливици што ги споменавме, без вируси, за вируси ќе напоменеме некој од тие што е уште потешко. Луѓето веќе знаат дека имат зараза. Меѓутоа, поради постојаното излучување на тие отпадни материи од гливиците и бактериите, тоа се неконтролирано, неволно излучува од човечкиот организам со силно непријатен мирис, така да луѓето кои имат со чешење, така. Да, предизвикуваат и чешење, но и алергии, исто така. Луѓето кои имат тоа избегаваат да одат по средини дека има повеќе луѓе или употребуваат некои козметички средства да го намалат непријатниот мирис. Но може би и полошо прават со така. Секако дека полошо, особено со спрејовите, кога младите неинформирани или некои информирани на брзина ќе земе со спрејчето фук, привремено ќе амортизира непријатната миризба, но со тоа што ќе направи? Привремено само нема да има непријатен мирис, а ќе им допринесе на гливиците и бактериите да тоа им послужи како храна или да станат уште поотпорни и на нешто друго со кое што можеме да се бореме. Да. Но затоа имаме ние лековити билки кои може да помогнат при ваква ситуација. Дали може би ќе препорачаме билки кои локално ќе се делува или такви кои треба се подготват за пиење? Да кажам дека овие заразни болести постојат со векови, не се од сега, но некако земат замак у последно време поради начинот на живење, начинот на исхрана, начинот на облачањето, да кажеме стилот на животот, но и од објективно се повеќе загадените природни услови или условите дека се живее и работи. Да. Тоа е еден, да кажеме, од условите зашто се повеќе и повеќе има. Но да кажам дека уште од старите времења луѓето, особено жените, поповите, оџи, падари и на некој начин билколечители кои специјално се занимавале со такви тешки заразни болести, знаеле дека ако нешто е оболен, супротната страна на тоа е дека нешто може и да го излекува тоа. Да. И си поставувале прашање кој е тоа. И со разни експерименти, погаѓања, пробања и така натаму, експериментирања, дојдено до сознание дека многу од лековитите билки, за тоа што тоа време не е имало
фармацевтски лекови како што сега има, не е имало ни други помошни средства како што се фата, да кажеме завои и било што друго како заштитно средство, ракавици и друго. Користени се лековите билки и оно што е могло да се најде и направи у тај момент од тие материјали. А еве сега да кажеме дека тие вековни борби меѓу човекот и гливиците и бактериите, вековни викам, е довело до тоа да луѓето, особено тие што ги споменавме, нашле решенија во заштита со лековити билки, но не само лековити билки, него и минерални материи, одредени видови на глина се тука. Исто така преработени во остатоци од животни. Значи, едноставно луѓето ја користеле природата. Она што Да. го создала самата. Дури и од влекачите се правени некои лекови, како што е конкретно од змиски кожи, змии, од желки особено и така натаму, но сите тие да ги оставиме настрана, ќе зборуваме ние за оно што природата го дала во Кочанско. Да. Овде и кое представува едно големо богатство, особено соговието, голак, плячковица и да продолжиме на онаа страна, да кажеме на македонските планини на запад према Куманово или на исток према Делчево, Пехчево и Струмица. Па од овие причини ете да кажам дека за среќа и знањето кај нашите луѓе се уште има, тлее тоа кое што кај некои постари луѓе, жени или мажи, он по нешто знаат, но нема кој да ги наследе за тоа што нема интерес кај владите за тоа да го наследат тоа знање и тоа, да кажеме, наше национално богатство во лекувањето од заразни болести. Колку според вас се користат ваквите билки кои препорачуваме во овие емисии? Јас мислам дека се користат веќе благодарение Да. Се враќа ли таа алтернативна медицина или користењето на ваквите? Па ја не би рекол дека е тоа алтернативна медицина. Тоа е првата медицина. Алтернативна е сегашната медицина, за која на велико се говоре, у која е вложено Луѓето се повеќе се интересираат многу за пари. тоа како на природен начин да се излекуваат. Така е. Да. У ова сегашната медицина современо многу пари се вложени, па е некако подтурнана настрана старата медицина за која е ставено име алтернативна, значи Да, така. замена, но не е и отфрлена. Алтернативно значи нешто што може да се замени. Добро е што се нешто знае, добро е што и ние, ете, вие, правиме еден голем допринос и на некој начин ние се јавуваме како лекари на луѓето со многу малку пари, со користење на природните ресурси да бидат излекувани и тоа трајно да бидат Да не излекувани. користат хемија, токму оние природни билки кои Така ги е. има природата, да, кои ги дала природата. Па голем дел од лековите кои што огромен дел кои се зима вклучувајќи сите антибиотици се по порекло од растенијата Да. или од преработени делови од растенија, па дури им помагат и гливиците и бактериите на некои од правењето на антибиотици. Ние знаеме дека муфлата е прв антибиотик као пеницилин искористена, па и така се вика и муфлата пеницилиум глаукум. Потоа е пеницилинот крстен, а тоа е муфлосен леп од мугли. И е така, само заради знање ово го кажувам. Да. Добро. Па да минеме на тоа, да кажеме како можат луѓето да се излекуваат и мажи, и жени, и млади, и повозрастни. Доколку имаат инфекции на гениталните органи. Така е. Но и да бидат на некој начин предпазливи, превентивно, уколку некој у фамилијата има, другите ќе треба Да. веднага да преземат соодветни заштитни мерки за да се заштитат од така од заразата. Еве да кажеме дека во нашиот крај постојат многу билки кои што се, да кажам, и тревести, но и дрвенасти, но и во вид на жбунови, кои ете така пред очите ни се тука, но да кажам дека треба да биде изменен и начинот на исхраната. Сега ќе го споменам пред да минеме на лековите билки проклетиот лук и кромит, за кој никој не ќе ништо да слуша. Лукот е извореден лек против сите овие што ги набројавме тука гливици и бактерии, особено против кандидата, која е многу досадна и многу отпорна, но лукот е мајстор да не ја елиминира само за 7-8 дена максимум. Максимум. А така, драги мои што не слушате, послушајте не, и ете ние се јавуваме као ваши
лекари алтернативни или оригинални, се едно важно да знаете дека лукот не е за отфрлање ни кромидот, но и други растенија кои исто така многу помагат, како што е жалфијата у овој случај, па и селимот или селен, како се вика у народот на одреден. Тука е и дабот, како големо растение, буката и така натаму, врбата, јасенот, белиот јасен и така натаму. Но да кажеме, ево, да чаеви за онака за најбрзо што може да се најдат и да се искористат овак, што се вика, тие се ни пред очите. Тука и можеме у секое време да ги најдеме дури и на нашиот пазар. Ево. Сега ќе препорачаме чаеви кои орално се конзумираат. Може и орално, но и за промивки, но и за правење на тампони, кои се стават на оболеното место, неколку пати се менјат во тек на еден ден. Овака. Да почнеме онака за возрастни, возрастна категорија. Рузмарин 60 грама, жалфија 50 грама, јасенова кора од бел јасен околу 40 грама и босилок 40 грама. Се праве јак чај, 3 лажици, попарени со 250 до 300 грама вода, тоа е една и пол чаша вода, попарени и се варе 3 до 5 минути, не повеќе. Тај чај е изузетно лековит, може да се пие 3 пати по еден фолџан са бајле на ручек и вечер, или да се, ако е на работно место, однесе тамо да се пие и да се прават промивки што е можно повеќе во тек на денот, особено после одење на секоја мала нужда, да има човек прирека од овој чај, да биде промиен оволениот дел на телото, а навечер обавезно да се стават тампони од фата, направени онака како што е стручно кажано, со еден дел да остане да вире назад, надвор, за да може лесно да биде изваден, да не се тоа тамо оставе, па да не може да се извади, да се предизвикат други непотребни и опасни последици. Па од тие причини навечер мора да се стави некој тампон, со него да се преноќева, и уколку има потреба еднаш или два пати, поради потреба од мала нужда, луѓето треба поново да стават тампон од овие чаеви. Тоа е многу ефикасно и треба да се употребува. Директно локално се делува. Локално се без прекит употребува 8 дена. За 8 дена унесреќениот болниот е апсолутно здрав, очистен и нема опасност да он биде расадник за зараза на другите, но и себе си се излекува. Заштитува, така. Натаму, кај помлади, за помлади луѓе, кај нив проблемот е друг, они и да имат, не кажуваат од срам, но и од незнање, дека имат нешто, па се плашат дека некој ќе ги оговара, дечкото ќе ги оставе, те не знам шо каде, што е потпуно непотребно, што е тука е, ако има такво заболување, таква несреќа, најдобро е да се против неа боре секој, отколку да прикрива. Сега да кажам овака, за тие помлади луѓе жалфија 50 грама, дабова кора или дабови лисје од блак даб, не од горчев даб, имаме ние 7 видови дабови тука кај нас, 50 грама кантарион жолт, 50 грама и ајдучка трева или столистник, или има и други разни. Ја знаат ајдучката трева, чисто така е, 40 грама. Мешавината од овие исто така е изморено добра, треба да се исто така попаре со 250-300 грама вода, да одстоја 1 до 1,5 час, како и претходниот, да кажеме, никако не треба да се засладуваат, така треба да се пијат јако са малку горчеви. Добре, и за промивки се исто така. И исто така и за промивки нема никаква опасност. Сега да кажеме и за деца, за тоа што може и малите деца дури од дечја градинка да бидат заразени, или во училиштата, или на некој друг начин. Да кажеме во места дека има многу седења, дека има многу стоења, ако има млади луѓе, како што се факултетите, како што се училиштата, центри за јазици и така натамо. Тоа е, тамо се најчесто, да кажеме, младите и децата, за нив е овој измореден чај. Камилица 40 грама, кантарион жолт 40 грама и невен 30 грама. Овој чај се припрема со
само со попарување без варење, се попарува со 250 до 300 грама врела вода, одстојува 2 часа и потоа може да се употребува. Да се пие по еден филџан 3 до 4 пати на ден и да се вршат промивки и поставување на тампони со големо внимание од познати причини, особено навечер, уколку децата сами тоа не може да го прават, треба да го прави мајка или баба, некој поискусни, да може на оболеното место да се стави тампонче од помек некој тампон, најчесто од, да кажеме, од фата, да не биде тоа од завои и така натаму. Па да кажам дека и мажите, да не се многу топорат, и они биват заразени, и таков исцедок има и кај мажите. Дури кај мажите, пак и кај некои жени, дека тој стадиум на зараза напреднат, има појава на бели зрнца у вид на афионово семе, нешто и поедри, кои што имат многу непријатен мирис. Затоа со бела боја или жолтеникава боја, затоа се вика бело прање. Кога ќе примете на вешот жена или маж дека има такво нешто со непријатен мирис, он е заразен секако и најверојатно се работи за зараза од Ешерихија коли или од кандида. Другите се малку поретки, иако ги има, како што се салмонелата или гроздовиот бактер и така натаму, но да се знае дека конкретно штом се примете остатоци бело на вешот, и кај мажите и кај жените работи се најверојатно за кандида, и лекувањето и кај мажите станува на исти начин. Треба прањето да биде исто така како и кај жените, повеќе пати во тек на еден ден, но и кај мажите навечер да биде ставен некој тампон, не тампон, него некој завој, нешто мокро, сега може и салфети и така натаму да се стават и да се преночева исто така 8 дена. Уколку у фамилијата има кај двајца, тројца или повеќе луѓе, сите треба тоа да го прават. И сите 8 дена без никаква разлика, сите треба да бидат лекувани. Натаму, за да се избегне секундарното заразување, треба тамо дека најчесто луѓето се вртат споредно, како што се купатилата, кујните, па и оние средства што се користат тамо, како што се кадите, тушеви, клозетски шолји, патоси, машините за перење, сите тие треба да бидат дезинфекцирани. Да, значи повеќе да се посвети внимание на хигиената. Како не? Само Апсолутно. на хигиена на телото и на Така е. веце. Сега ќе кажеме и за тоа малку. Многу е неприродно носењето на веш во кој има ликра. А тоа се, да ми простете сега, танга гачите и така натаму, ако се уопште гачи тоа. Так. Значи на долниот веш треба да се посвети. Треба да се облаче, да, памучен веш и малку по-дебел и малку по-комотен. Така на тој начин да може организмот и да дише, со тоа он се и сам бране, но да може и да собере дел од исцедокот што го има на некој начин, уколку не бидат употребувани други средства. Треба да се стават исто така, ево, не е срамота да кажеме влошки и кај мажите и кај жените, ако не друго, onda тогај со салфетки и друго, за да може тај исцедок тука да биде задржан, да биде конзервиран и сушен, затоа што одземањето на влагата на гливиците и на бактериите е смртоносно, они умират ако им се одземе влагата, но во секој случај и тие тампони што ќе биват ставени, потоа фата или марамици некои треба да бидат изгорени, ни у кој случај да не биват фрлени во кантите за ѓубре, па оттамо некој друг разносачите на ѓубре или оние кои постојано збират нешто на ѓубриштата и тие биват секундарно заразени. Да нагласам и тоа дека кантите во кои собират такво ѓубре во фамилиите исто така треба да бидат стерилизирани. Средства за стерилизација има, уколку нема нешто друго, тука се омекшивачите кои се богати со сода, жива сода, да бидат испрскани, измиени, на тој начин да биде стерилизирана и кантата за ѓубре или кантата која има во купатилот и така натаму. Со еден збор, тоа е многу важно. Важна е и личната хигиена, хигиената на рацете. Секој употребување на одредени заштитни средства, добро е ако може да се земат, има гумени ракавици многу ефтини во аптеките, да се користат и они како заштитно средство на рацете, за да не се
од тука разнесе било каде, дека се пипне ќе се остават гливици или бактерии и обратно. И да кажам дека у последно време, поред ово, има утврдено науката дека доаѓа до многу големо и проширено заболување на грлото на матката кај жените од овие видови на гливици и бактерии, што е многу опасно заради опасноста од проширување во матката и да дојде до дело дека е, да кажеме, матичната клетка, овариумот, дека се, да кажеме, ствара нов живот и е опасно за појава на стерилитет. Па сите оние кои не слушат и кои се спремат да бидат мајки, мора да водат сметка за тоа дека заштитата, превентивата од овие полни болести треба да биде сватена најозбилно ако сакат тие да бидат мајки и да имат свое здраво едно потомство. Да напоменам, поред тоа, кога и имунитетот на човекот ќе падне, постои голема опасност сега за зараза од други гливични заболувања. И да кажам, што е многу лошо, у последно време заразни болести се шират на разни начини, најчесто преко неконтролиран секс со непознати партнери, со такви мажи луталици или жени луталици. И има зарази од сифилис, има зарази од гонореја, но и зараза, дури не ми се не кажува, што. За сидата, може би мислите. Да. Да биде заразен од некој од сида и он стане расадник за зараза на други, при што катастрофата и у фамилијата или у една населена овака средина може да биде катастрофално лоша и многу скапа за лечење. Да. Кажавме неодменливиот лук, крумит, секако дека треба се внимава на зеленчукот и на овошјето, да се конзумира повеќе зеленчук и овошје, повеќе витамини и минерали. Јас ќе се заблагодарам за учеството повторно во емисијата и за советите за нашите гледачи. Верувам дека и повторно ќе се работуваме и веќе следната емисија ќе зборуваме за чаеви против колитис, односно болки во стомакот, така? Така е. Да. Добро, благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас, пожелувам никој да нема таква несреќа. Да. Но ако има, нека не послушате, ќе бидат. Да ја искористат природата, она што го дава природата. Ќе бидат излечени, спасени, но и психички ќе бидат олеснени затоа што секој кој е заболен на полните органи, он е психички депремиран или е под некој постојан стрес. Благодарам уште еднаш. Почитувани, тука ја завршуваме емисијата Разговор со магистер Киро Бојаджиски. Во оваа емисија поголемо внимание посветивме на жените, не се исклучени мажите од кандида и другите болести, односно инфекции на гениталните органи. Се гледаме следната недела во истиот термин. До тогаш останете ми во добро здравје. Довидување.